Добре дојдовте во новото издание на Скопје Але. И овој пат ќе раскажуваме приказни за Скопје. Зборува за Скопје е секогаш актуелно во нашите и вашите секако животи. Се наоѓаме тука на платото пред Скопје Сити Мол, а нашето место каде што ќе се стационираме е на кровот. Никогаш од кровот на Скопје Сити Мол и од покривот на Скопје не сме раскажувале скопски приказни. Или како велам јас, животот е краток, ама Скопје е вечно. Затоа останете и овој пат да слушнете нови приказни за Скопје. Здраво! Зошто го сакаш Скопје? Зошто го сакам Скопје? Тука сум роден, тука сум растен, тука сум живел, тука сум учел, тука сум студирал, тука ми се пријателите, тука ми е фамилијата, тука ми е Скопјето. Емисијава се вика Скопје Але, као навивам за Скопје. За какво Скопје навиваш? За Скопје со Луна парк. Да. Има уште многу работи сега. Сите да ви кажам, па прво што ми текна, да, мислам дека Скопје со Луна парк ми е онака ептен желба да го видам пак. Добра, имаш време гора да се качиме на руфтоп да си направиме уште еден муабет, подолг? Имам време. Пај одиме. Горат, фала што дојде да го видиш заедно со мене овој поглед. Прво ти се допаѓа? Да, од оваа страна на Сити Мол до сега се немам качен. Партизанска ни е тамо. Партизанска е позади мене. Водно Пред мене е. е Скопска Црна Гора. Така е. Вардар парк. Убаво. Фино. Да. Те прашав долу, ми рече дека Скопје го сакаш заради сите работи, заради кои што веројатно сите го сакаме. Ама го сакаш веројатно и заради некои работи кои што немаме време да ги кажеме, така? Кои што се во меѓуредови на севова, така? Да. Бутал е местото каде што Хошимин е единствената улица што ја знам и твоја била, замисли. Значи ја знам. Да, јас си кажував на времето и уште си кажам дека кога ќе рече ти од Скопје или си, ја викам од близина на Скопје. Затоа што може би сега вака кога ќе рече нели само 7 километри е Бутел, да, 7 воздушна линија. Добро. Ама никој не лета до центар, така да во принцип тоа е многу изгледа многу повеќе. Real feel не е баш 7 километри. И со оглед на тоа дека нели кога растев јас превозот беше уште предизвик, имаше автобуси и таксиња. За такси ако не се договориш со барем 4 другари, ќе треба да земеш нели да се поземиш од банка за да можеш нели да го исплатиш тоа патување за да се вратиш до дома, да. Автобусите беа нели поретки, ако се кога ќе дојдат беа многу голема гужва и така натаму. Но во секој случај ако можам да кажам дека детството, ако треба да го ранкирам моето детство, јас мислам дека има баш онака фул полно исполнето детство во кое што имав и излегување и дружење малско и нели тековни проблемчиња што ги имаат сите млади деца, 2 автобуси до училиште, факултет. 2 автобуси? Да. Не зис. Ај, кажи ми како изгледа. Едниот е 57, тој имаше на колку, на 30 минути беше? 37-ца, 8-ца и 59-ка. И сега ако факултетот, на пример, ако е училиштето на Карпаш, се оди со 8-ци со 59-ка, тие одеа по Илинденска веќе вртеа. Да, тука, знам таму каде. до негде и можеше да се стигне дури и со еден автобус па да пешачиш, а се што беше на другата страна се земаше 57-ца и се симнуваш на Битпазар за да земеш втор или евентуално се симнуваш на Рекорд и таму земаш втор. Или едноставно си симнуваш на Рекорд и тоа е тоа, си шеташ тука околината центар, тие работи, одиш пешки и се враќаш и си одиш некаде дома. Добро, а кај учеше школа што одеше со автобуси? Средно? Средно учев во Михајло Пупин, тоа е Старо Коце. Ама добро, ја не можам да се пожалам дека многу одев со 2 автобуси, заради тоа што мајка ми предаваше таму англиски и практично јас од Сабајле кога бевме заедно иста смена одев со нејзе, па за враќање си одев јас посебно, за се враќав назад посебно.
Или имаше такви исто кобни моменти кај што бевме обратни смени и тогаш морав да одам со два автобуси, да. Да им кажеме само на луѓето дека секогаш немало автобуси доволно во Скопје, така некако бива. Или сега така може би е изгледаше. подобро сега. Не знам, така изгледаше. Ја мислам дека малце и майндфак се прави со тоа кога ќе ти стават бројчаник, кој што гледаш отприлика за колку време ќе ти стигне автобусот и малце олеснителна околност, нели, кога ќе се оти на страна кај што се Така е. точни, претпоставам дека и кај нас се. Точно до се кога негде. доаѓаат. Има Да. никој што не доаѓаат, тие се проблематични. Па тоа е работата. Овдека порано беше дека немаше бројчаник, Да. не знаеш каде, не можеш да провериш, едноставно чекаш, се надеваш дека Чекаш, ќе дојде. Да. Ја не да бараш некој алтернативен пат, типот не знам да отидеш на 2-3 автобуски па да фатиш нека друга комбинација со оглед на тоа дека имавме нели оние што се слободни карти, студентски и школски. Е тука беше значи исчекувањето, знаеш кога знаеш, Знаев. ме Чекај, чекај, ни се растури сценографијата. чекај. Мислам дека дронот прави многу ветер. Чекај. Дај да направиме нешто да се здржи на нешто, не Па знам. тоа големата сакција не ја зема. Гледам нешто ми фали. Гафер имате ли да здола да залепите? Што да ставиме? Ќе се надеваме. Нема да стои Марко, ќе падна. Големата треба. И приеска падна. Ништо бе нека стои долу. тоа е тоа. Доле, Чисто работа. ќе ја нема во кадар, а? Па сега. Добро, ајде. Господи. Добро, ајде, не ја Ништо става. држи си ја вака да Дај ми, дај ми. Абе, дај ми, човек. Супер си, ајде. Ајде. Продолжуваме? Да. Па значи кога падна мора вака, така? Ме нападна, морам да признам дека орхидеја беше така. Орхидеја. Орхидејата ме нападна, но ето, Победник сум ги јас. надминавме сите разлики, дедовме до едно Решение. решение и сега сме тука. Како Матилда во Лион сум. Ама тоа е. Слушај, и sad дојдовме до автобусите, ама мене друго нешто ми тикна. Кога бираше кај да одиш средно, мораше да се оди Михајло Пупин зашо мама тамо или? Не, јас сакав компјутери, програмирање и такви работи. И изборот беше помеѓу Орце Николов и тоа. Добро. Михајло Пупин тогаш стана државна електротехничка, значи не беше како Орце во кое што имаше смер гимназија и смир па, да, знам. електро, него ова беше баш онака специјално насочено кон програмирање, кон автоматика, кон компјутери и практично требаше да бирам помеѓу тие две. И да, Орце беше тогаш на многу повисок ранг, но фала Богу на моите им текна се викаат сега што ќе се драпа човекот до таму, други, мајка ми е тука може да ми помогне Да. случајно ако заглавам негде, јас иако бев прилично културен, добар ученик бев Да. во основно не бев многу, не бев многу, не бев воопшто проблематичен. Ама пак, знаеш, родители ово онак се вика дај што е тука е. И испадна дека тоа беше права одлука заради тоа што после 2 години смерот за електроника и автоматика го укинаа во Орце и сите професори од Орце дојдоа во Михајло Пупин и практично двете убави работи ми се десија таму, да. Така е. Ако зборуваме за тоа, нели секогаш кога ќе се зборува за тоа коце некогаш, не било веројатно така или така беше со многу типачки, со многу такви работи или беше такво и во твое време? Јас кога бев не беше. Минимално сега се случуваше, ама мислам дека тоа се случи дури мислам дека повеќе се случува во училиштето, не знам, во Моша на пример, во вакво другар имавме другари или таму малски кои што учат низ цело Скопје, не знам, угостителско, трговачко, така натаму. Повеќе приказни за тепачки ми кажуваа од Моша, отколку ние што имавме во 4 години во Коце, односно Михајло Пупин. Порано, нели, тоа е кога ќе се направи имидж таков, тоа биле нели Коце Металеци и Асуц. И Емуц, Етуц Емуц, двете, едното било електротехничко, другото било електромашинско. И практично таму на времето, пошто било со 3 години, нели се запишувале луѓе кои што едноставно гледаат да завршат, пошто од дома ги шутираат за да отидат нели на нешто да направат. Без разлика што голем дел од тие луѓе кои што тогаш биле такви сега се на позиции, работат сериозно, директори, фирми имаат и така натаму. Тој глас мислам дека и ден денес се уште го бие, пошто кога ќе каже, јас поготово тогаш кога ќе рече Михајло Пупин си вика каде? Кога рече Коце вика ау. Така да. Ама женски немаше таму, а? Имаше една. Кога имавме англиски, македонски, хемија, физика, професорката. А кога имавме физичко немаше ни една, пошто не беше професор.
Не. И како е у школа без женски? Мајка ми раскажуваше многу мирно. Да. Знаете како ги чувавме? Тие што ни беа, значи вака беше. Мајка ми кажуваше дека кога дошле, нели, сега се запишале, пример, не знам, 7 девојчиња во училиште. Радување, а? И сега, они можат, на нив им е најлесно да ги разделат во Да. секој одделение, да има по едно или по две. Ама они одат на таа варијанта дека подобро да ги стават сите на едно место, за да се држат, за да се чуваат, за да се пазат, отколку да ги стават на различни, па да испадне, знаеш, сега да се осеќаат, нели, омаловажени, да се осеќаат игнорирани или не знам, нели, на страна isfрлени. И практично имаше два класа во кои што имаше по 4-5 женски, али мислам дека тие женски, тоа внимание што го има, тие 10 женски, тоа внимание што го има во нашето училиште, ниту едно друго девојче го немаше во ниту едно друго средно школа во Македонија. Затоа што секогаш беа приоритет, секогаш беа внимателни со нив сите, без разлика на кој клас, од кој одделение, од која година, немаше никаков, значи тоа беше онака максимално внимание, џентлменство од сите страни. Ние може таму ќе се шутиравме и се мавме со камења, ама кога ќе дојде девојчињата секогаш правевме ред за да си земат они први хамбургер. Супер, значи убаво им било. Мислам дека до сега и денес кога ќе се видам со некој од нив не се жалат. Кажи ми сега како дојде путува? Знам дека си раскажувал често ова приказна, ама како од оној кој што сакаше компјутери и Михајло Пупин тргна на драмски? Не сум ја раскажал. Не си ја раскажал? Многу сум ја раскажал. Да, Мислам знам. дека 700.000 пати. 700.000? Ама со оглед на тоа дека секогаш скрати ја приказна. Не бе, не зашто сега Gen Z доаѓа, не знам се и се што. За бумерите ова приказна е веќе онака преку глава им е. Ама Gen Z мислам дека не ја знаат многу. Се запишав значи прво на електрофакултет. Тогаш беше КТИА, компјутерска техника, информатика и автоматика. Тоа беше смер практично на електро. Добро. На ЕТФ. И без проблеми снели си го положив приемниот. Прва година имав просек 10-ка и сватив дека таму веќе не ми се учи мене. Зошто? Па јас во средно бев многу, како се вика тоа, истражував и практично ме возбудуваше се што е компјутер. Значи се што е врска со компјутери, од склопување, хардвер, софтвер, програмирав веќе вебсајтови правев, 3D моделирав во тогашните 3D студио 1.0 верзија, тоа тебе не ти значи ништо за тие што разбираат, го знаат. Добро. Ќе правам само како да разберам. Така натаму, значи јас веќе бев онака full on навлезен во таа шема. Практично дури имав аплицирано на Нью Йорк коледж за гейм дизајн на зафрканција и ме примија таму, само што тогаш требаше, мислам дека $2500 да се плати за да можам да отидам таму да студирам, али тоа беше толку далечно, толку никогаш фамилиарно не сме имале такви претензии као слушај оди таму учи, секогаш сме биле тука да се бидеме најблиску, да си ги како што јас сега си ги чувам децата околу мене да ми се енеги. И практично веќе бев спремен за програмирање и желбата ми беше тоа и кога отидов таму ме расколеба тоа што тој курикулум тогаш на програма немаше програмирање, беше повторно тоа што веќе го учев 4 години физика 1, физика 2, математика 1, математика 2, основна електротехника 1, основна електротехника 2 и имавме само 2 пати по 45 минути неделно, тоа се вика технички дигитални јазици или нешто такво, кое што не беше програмирање, него беше некоја си као гребење на површината, така. И едноставно ми падна интересот за тоа во второто полугодие. И како тоа е драмски? Видов оглас во Весник дека драмска трупа Шприцер бараат човек за да се пријават на не на Скомрахи, туку на Лице без маски, на аматерскиот фестивал што се случува во МКЦ тогаш. И со една пријателка, другарка моја, многу битна во мојот живот, отидовме таму. Ми дадоа текст, буре барут беше, почнавме нешто да правиме тука, да импровизираме. Фино ти западнало. Да, и наредните 2 години си бев, уствари година дена бев со нив. И тоа беше уствари јас пред да отидам воопшто на електро, значи тоа бев веќе мислам дека четврта, да, така нешто беше, значи 2 години со нив бев, имавме фестивали, многу убаво се поминува. Супер. И практично кога дојде моментот јас ги собрав моите и викам слушај, јас второ полугодие мислам дека нема да го поминам со ова темпо, тогаш ми беше паметот возев ролерки. Тогаш излегоа ние агресив ролерки со скокање, ни направи еден као
обид за скейт парк кај што е сегашно Карши Рамстор, како си кажеш, тоа тука еднаш имаше празен простор. Знам, кај што сега никна згради. Знам Згради некој кај што има простор. тука, знам. А, Имаше и спот еден се снимаше таму. многу Да. спот се снима Да, таму да, и тоа беше празно место. Да. И таму ни беше скейт паркот и практично јас одев на факултет кога да исположам некој испит и после тоа цел ден во скейт парк бев. И ми реков на моите вака и вака, мислам дека не е баш добра идеја. не изгледа баш интересно. Јас сакам на драмски, фала Богу, моите во ниеден момент не ме поколебаа во тоа и они не се колебаа, ме поддржаа максимално, што е во мојот случај мислам дека најбитната работа. Така. Ја дури сега не сум толку сигурен дека треба да отидам на драмски, туку треба да се посветам на на програмирање, не знам, гейм дизајн, што и да е. Но моите тогаш беа изиграа многу клучна улога и фала Богу ме поддржаа максимално. Положив, приемен, иако првиот круг на граница, вториот круг беше веќе многу друго. Колку таа пак помага, нели хемисфериве, ако зборуваме за тоа математики, физики, ова креативата од друга, колку помагаат тие работи да се заедно да се сплетуваат по тоа? Ти помага математиката во однос на создавањето улога? Математика помага во се, не само во улога. Кај мене конкретно, за мене зборувам, мене ми се вентил едно со друго. Кога ќе отидам во театар и кога треба да зборам за метафизика цел ден и да нели кога се разговара на ликот што би бил, кога би бил, како би бил. И кога ќе ми дојде преку главата, кога ќе си отидам дома и кога ќе седам на компјутер е секогаш 1 + 1 2. А во театар не е. Вамо не е, да. така. И обратно, секогаш кога ќе ми се преку глава од код, од 1 + 1 2. од код, од букви, од бројки, од проблеми, багови, не знаеш кај, па се нервираш, се фрустрираш, ти одиш во театар. И во театар може да се тресеш колку сакаш и тоа може дури некојаш да биде продуктивно. Да. Убав мислам дека убава кохезија се двете работи. Да. Дополнително имам многу убави уживам еден како приоритет кој ќе речем кај луѓето кога од браншата поради тоа што ме перцепираат дека се бавам и со други работи. Да. И обратно кога одам кога разговарам со луѓе од IT сферата, ме перцепираат малце поблиску, поотворено заради тоа што ме познаваат од разбираш. Од театар, од филм. Така е, да. Во која група беше? Ќе ти текне полека, значи не се форсира топло. Да. Последните денови ги фаќаме. Не ме смесеј. Полека. Кој ти беше професор на факултет? Тоа сакам да прашам. Класата ми беше... Така е. Клучниот збор, фала ти. Класата ми беше кај професор Владимир Милчин, асистент Сузана Киранџиска. Од таа класа излегоа многу добри актери, да, Славиша, Сашко, Столево, Струмица, Николче во Битола, тоа бевме машката трупа. Женските не ги спомнам, пошто ќе треба да ги набројам, ќе утнам некој, ќе ми се видат, после ќе ме искинат. Али се видовме сега пред 2-3 дена на отварање на летна сцена и супер беше. Да. А како беше беше лесно или тешко во Скопје да најдеш свое место во, да речеме, некој од театрите? Кој беа отворени? Мене многу лесно ми беше. Тебе лесно? Како одеше? Иако не се вработи одма далеко од тоа, нели мајка ми веќе почна паничи дома и така натаму. Мене паметот ми беше тогаш во игрици, трчав после. Што ти викаше мајка ти, оди са на електро да си завршиш и да се вработиш одма? Ми викаше глеј сега ти, а јас тогаш многу играв World of Warcraft. Тоа беше една многу играш, пасија ми беше огромна уште додека студирав излез играта и онака цел живот нема врска. Ако си бев на факултет за драмски уметности, јас мене пасијата секогаш беше игрици, све. И се сеќавам 4-та година завршувам со од 5 до 8 ни беше часови, нели, по актерска игра, најбитниот час. Јас веќе у 8 сум трчам на кај дома за да седнам да не случајно ми исклучат од рейдот. Тоа е една група на многу луѓе, 40 луѓе, што одевме да тепаме драгони, вештерки и магиепсници зли. И се сеќавам онака јас седам играм и ќе влезам и ќе ми се срамдат. Значи твоите колеги одат таму, работат, прават нешто. И јас викам, човече, ќе излезам надвор, ќе одам да се миглам. И сега паметот ми е дома, луѓе во играат WoW, си играат, се дружат, си квестаат заедно, си фармаат ајтеми, а јас морам таму да седам и да филозофирам за театар. И тоа потраа кратко, едно, не знам, година дена, фала Богу, после тоа сакал неки, јас веќе уште додека бев втора година почнав да водам емисии, настани за деца, за корпорации, за компании, voice acting на реклами и практично беше упрашање само кога ќе им зафали уште некој човек, како што и сега. Мислам, фала Богу, ние сме малку луѓе, иако делува како многу, ама малку сме така што на секој ќе му дојде, мислам дека на секој ќе му дојде редот. И за вработување
и за филм, и за 5 минути, и за овако, некој ќе го искористи повеќе, некој помалку, но цело време ќе ни се вмрежуваат и ќе ни се плеткаат патиштата тука. Да. Која беше првата улога во театар? Првата професионална, мислам, дека улога Не онаа Буребару, таа беше првата, да некако речеме замени, таква. некако Да. замени во театар, иако мислам дека во театар како замена влеговме во МНТ првите. Прва официјална професионална улога ми беше едно ватрено крштевање во Кумановски театар, во оркестар Титаник се викаше представата, режираше Љубиша Ѓоргиевски. И? Многу мачен процес, многу тежок процес. За мене зборам. Да. Они веќе таму изградени супер си тераат. Да. И А јас ти? уште днес најден Љубиша таков како што е не баш најдобар педагог со нови, знаеш, он те пушта во вода и ти вика ајде се пливај тука и снајди се. Удави се, па излези, па. При тоа се возев со него навака натака од Скопје до Куманово секој ден и додека се возев ми кажуваше колку сум за нигде и колку треба да работам и колку ништо не знам. И дополнително ќе стигнам таму на проба Немој уште да. толку. И после ќе ме Леле. прашаше мајка ми, зашто спиеш у Куманово кај Сашко или кај Вица? Зашто толку често остануваш у Куманово? За да не се возам, затоа остануваш. Али многу научив, мислам, тој А процес. добро, беше. ти кога тогаш не се откажа, Види, нема да се Љубиша откаже. знаеше што прави, фала Богу изгледа очигледно знаеше, така што веќе после таа представа сите други представи ми беа онака што се вика земање на бомбонче од бебе, како е тоа американско, да не речам една македонска јас. Да. А не ми кажа за први љубови, сопруга, тоа нешто имаше, може да раскажеш? Па нема ја од први љубови, две женски сум имал до сега и И па како ме третата ми беше сопругата сега. Ај не се сега горе. Како гледа ќе ме скине. Ќе ме скине. Боле кажи имав Не, 100 овој женски, го кажем, а не овој го ја кажем избрав. на пред децата го кажем, ова и фацата е секогаш искривена и како ми дека доста ложи. Не, јас немав многу, мислам, Нема, успоредба со две. моите колеги и со моите другари. Ја мислам дека не сум бил никогаш некој голем љубовџија. Добро. Јас, братче, ќе те изборам од сабаје до вечер, ќе те инспирирам, ќе те натерам да се заљубиш у мене, ќе сакаш се од мене и на Добро. крај ќе си отидам дома, ќе се седнам или ќе се легнам и ќе се ситирам. Едноставно Тоа ти беше тебе тој дел на пуштањето и таква на не знам, ја што знам, не размишлев толку веројатно на на тоа. таа. А Скопје има убави Тема. девојки? Има одлични девојки, супер. Мм. Сега какви има? На. Сега тоа како викаат американците, jailbait. Не, значи не гледај. Поготоа за јас Како Ја- одиш ван? јавна фаца, не. Значи па не само тоа, јас ќе се заборавам некогаш нели на очери, вакви се истите рамки, Да. само без Да. не се Да, за да, сонце, да. и се загледам и едно време викам горас, кај ти е сенката. Не, мислам дека со квалитетот на храна и со Да. свесноста за вежбање, за тренирање, има такви прекрасни суштества што се шетаат. Да. И среќа имам едно такво дома. Мгм. Не мислам на ќерка ми, она е втората. Да. Така да сум тука сум решен, спасен и секогаш си имам кај да ми текне. Мгм. Излегувавте многу често? Имаме уште некоја минутка само Со до крај. сопругата или Не, воопшто? воопшто, со другари, со се си искачаша. Споменати нели диско, не знам. Да, во се. диско, например, во МНТ кога одевме, се знаеше дека кога го пропуштиме тој во Да, тоа ми го 12:05 кажа. на Само кај браќа сега те Миладинов, не Кој ме браќа интересира дел од каде се искачаше, да не лоцираш каде одевте. И на почетокот јас бев онака затуцан човек, пошто нели компјутери сакал човекот каков да биде. Да. И не пушев, значи Леле. значи бевме во дискотека, ме однесоа првиот пат во синема и кога рекоа дека мора да се упариме со девојчиња за да не пуштат само парови, знаете ли каков страв. Значи јас онака Боже, сега постанувам анксиозен, толку кога ми текна, си викам, ме застана и сам на нив им е тоа нормална работа. Наоѓаат група женски, ми кажа, слушај, вие не пуштате и на нив им брка работа. Да. Али јас онака си викам, сега треба да разговарам, треба да зборам со неа, што да ја кажам, како да ја кажам, од кај. Што и кажа? Ништо, че ја кјутам и гледам дека они се лабави, они знаат, они не ги интересира кој сум јас човече, ја тука таков кузнек, каков джемпер сум носил, не е небитно плетен од дома. Али тоа ми било едно од таквите, значи, потрауматични искуства. Добро. И после тоа одев по дискотеки, ваму таму, А. а не ми легна тој фазон толку. Мгм. Па бев една година, не една година, него бев неколку месеци во Америка, трета за четврта година и таму тоа ми е една од оние неколку точки во животот кај што можам да направам комплетна разлика од тога што таму се вратив алтернативец, Да. слушав трип-хоп, драм н бейс,
се носев различно, до тогаш бев така по-јапи човек, после тоа додов тука со беги пенс, цокули, тој фазон. И мислам дека најубавиот период на излегување за мене беше периодот кога излегувавме на клупи, карши трендон, дека карши Лондон на плоштад, кај што е сега тој споменикот голем карши, тоа беше клупи, таму се собиравме алтернативци, мирцаши, се дружевме, дискотеките веќе тогаш ги сменивме малце со по-алтернативни места од типот на Лидо, од типот на ручки тупани, не знам, Мусандра кога имаше драма бейс и веќе тука веќе имав онака малце појасна визија што сакам да слушам, што сакам да како сакам да изгледам, каков печаток оставам кај луѓето, имиџот да си го терам во правилна насока. И така си терав додека не се, нели, станав сопруг, сега сум пак така у некоја средновечна криза облека, веројатно. Кај што се сакам, кај што сум возрастен, веќе на ке стар, ама пробувам да се носам младешки. Значи, тоа е тој фазон. Добро. Доле ми кажа Скопје але се вика емисија, ми кажа. Скопје але. Да, ако нели за каква Скопје намиваш од прва Луна парк му пали на Скопје. Прва, на пример, не знам, Луна парк е првата работа што ми текна. Сега клише е да кажам, не знам, знам, чисто Скопје, Скопје, воздух добар, не знам, иако точно е, значи чисто така, Скопје, не знам, велосипедски патеки, овакво, не знам, убави девојки не му фали, тоа кажавме. Секогаш нема вишок од убави девојки, слободно, значи слободно може, нека има. Така. Ви кажам, ми фали дигитални канти за ѓубре кои што ќе пингаат кога ќе бидат преполни за да дојде некој да ги собере, еве да речеме на таква работа. Луна паркот кој што цело време трчам околу него, практично кога ќе видам таа руина, таму си викам толку ли него сака Скопје никој во тој поглед, нели, пошто сите го сакаат, ама и сега се сеќаваш на што се сеќаваш од Луна паркот прво вака замисли. Затвори очи што? Па добро, кога идеш на ке него го слушаш Вовчето. Вовчето. И после тоа доаѓаш и ја гледаш панорамата која што не работи. Не работи, да. Не работи, али мислам дека најмногу уживав во воздушните пушки. Имаше воздушни пушки и таму се центрираше, дедо ми војно лице и за тоа све другото му беше као Боранија бега, од ова децата стануваат никакви. Одивам околу оружјето ти. И киното беше тука, се сеќавам, имам приказни од татко ми за киното. Летното кино, Летното кино, многу малку го имам фатено, ама татко ми некако било најјако. И слоницата, ја знам таа најпрвата кога беше. Не, тоа беше во зоолошка, да. Ама добро, така се тоа беше комплетно, ако отидеш Луна парк, одиш и во зоолошка или обратно, така. И сега значи, знаеш, доживување беше, се одеше до предпладне во, нели, фамилиарно во Луна парк, се земаат карти за сите или за некој од тие. Ракетите беа секогаш супер. Јас ги носев децата мои на ракетите и многу се смеевме, многу уживавме, уште пошто они го фатија, се не се сеќаваат веќе. И ми вика син, кога ќе го изгледа, викам сине, можно и ти да не го дочекаш, така да. Да се надевам. И ми фалат скейт паркови, ама такви со душа. Профи скейт паркови, значи онака не приправени или го направиле. Од секогаш сум се вознемирувал кога ќе видам дека нешто е многу направено, јас уште одма почнам да тажам заради тоа што знам дека нема план за одржување. Тоа си игралишта за деца, скейт парковите конкретно и други места кои што никако да се свати дека се мора да има одржување, се мора да има претплата од вебсайт до игралиште до скейт парк. Супер. Замисли си желба? Ти замисли? Замислијам, ќерка ми замисли желба за овие што ги држиш веќе. Така да. Скопје си ти имал те наградува. Фала ви многу. Односно те подарува. Ова ќе биде, ова ќе биде потрошено инстант, значи додека да почнете со второто снимање или собирање што и да правите тука, веќе ќе биде ова уновчено у некоја мајца кога што свати. Да. Така да фала ви. Ти што си сакаш заедно со Ирис Бујрум. Ја ќе ви го вратам ова. Ќе ни го вратиш, многу добро ти дојде вака како убава мириса. На тексту. На кино. Фала ти. Фала ти тебе. Секогаш е забавно. Гледаме.